Ќе профункционираат ли повторно водните заедници и се враќа ли стариот модел на работа на водостопанските предпријатија? Како што во емисијата Отворено на тема на Ирис телевизија најави министерот за земјоделство Лјупчо Николовски, акционерското друштво водостопанство ќе се трансформира. Први ќе се насочиме кон трансформација на АД водостопанство, заради тоа што мора целокупниот овој процес кој што поменал да го ревидираме, се со цел да создадеме услови да непосредни управители бидат корисниците на самата на водата. Пред неколку години стартуваше пилот проектот Водни заедници. Голем дел од нив скаснаа поради неможноста без стручни лица и механизација да ги одржуваат каналите за наводнување, а има и натрупани долгови за водарина. Од водостопанство Брегалница од 22.600 идоа под стечај. Тие луѓе ќе имат поголеми површини, повише ги засега за водата и трчат од прават дефекти, а тие ќе имат мали површини, чекат кога дојде вода на валот. Мислам дека сега моментално како што функционира е добро. Недостаток на работници, недоволно ангажираност, значи не можеме сами да стигнеме. Имат завадење, кој да оде, водните заедници имаме право да запослеме луѓе, но ние со еден не можеше да се одржуваме. Предходниот што беше пред водните заедници добар и сегашниот е добар. Водните заедници е промашена инвестиција. Во менеджирањето на хидросистемите, начинот на наводнување на земјоделските површини, одржувањето на каналската мрежа и наплатата ќе се користат практиките од Израел. Целта на нашата посета во Израел беше токму да ги видиме најдобрите светски практики кои што постојат и веќе се договорени неколку компании кои што од Израел веќе од следната недела и во текот на оваа недела ќе се мрежат со нашите домашни компании, се со цел да ги трансформираат праксите кои што ги имат во овој дел. Државното водостопанско предпријатие АД Водостопанство профункционира пред 2 години. Со формирањето ги превзеде надлежностите на водостопанските предпријатија, а водните заедници престанаа со работа.